Боре Видевски, еден од обвинетите за грабнувањата и убиствата на Вања Ѓурчевска и на Панче Жижовски, негираше вина и било каква инволвираност во случајот. Вечерта пред убиството на Жижовски имал слава, а сите наредни денови бил на работа. На 26 ноември вечерта со другиот обвинет Велибор Манев отишол во седиштето на Десна, таму спиел, се разбудил утредента околу 10 часот, откако веќе девојчето е грабнато и убиено. Целото негово сведочење беше посветено на тортурата која преживеал од моментот на апстењето и дека бил принуден да потпише изјава дека учествувал во трагичните настани. На прашањата на обвинителката Жаклина Крстевска-Јосифовска зошто не се пожалил во обвинителството и на суд дека бил тепан и не побарал лекарска помош, Видевски одговори дека од страв молчал. На работа кога пристигнувал или заминувал, не се евидентирал и одговори Видевски на обвинителката. Нема ни сведок што го видел тие денови дека бил на работа. Го праша и дали имал гости за славата, при што одговори дека биле само домашните. Негираше и дека ноќта пред грабнувањето на Жижовски бил во дворот на Манев, иако ни за видеоснимки го докажуваат токму тоа. Се собирале во домот на Манев бидејќи сакале да го одбранат менувањето на името на МПЦ и за таа цел собирале декларации и ќе вршеле литии. Одбраната на Видевски во текот на целото судење, иако имаше можност, не повика ниту еден сведок за да ги подкрепи неговите тврдења.